Јас ќе ги подсетам повозрастните гледачи на вашата и наша телевизија на времењата кога популарниот Оливер Млакар ги водеше исто така популарните емисии Мали тајни на големите мајстори на кујњата. Овде со мене е мојот пријател и земјак Дарко, ќе биде Стево Карапанџа, а да се подсетиме како Оливер Млакар го најавуваше тогашниот Стево Карапанџа. Поштовани гледалци, драги посетиоци, почињемо нову серија емисија Мале тајне великих мајстора кухиње. Овде е со нама наш стари знанац, најголи кухар Југославија, шеф кухиње хотела Интерконтинентал у Загребу, Стево Карапанџа. Стево, што ќе му кухати вечерас? Свињетину са телетином. Шта требамо узети? Узмимо 20 грама свињетине, 20 грама телетине и свето полимо са биелим домаќим вином. А када смо код вина, морамо споменути доскочицу која каже: тко вина не пие, рџа га бие, а тко га превише пие, по глави се бие. Стево ја ќе окусити. Красно, изврсно, браво, Стево, доиста. Драги домачице, не могу да вам посудим Стеву, али зато могу да вам кажем да ову и остале рецепте великите кухиње можете наći у тедим новинама, или ако на адресу Вегета рецепти 40.000 Копреница пошаljete 3 празне vrećice Вегете. Стево, ја ќе го поести бе се охладило. Јављамо се из Скајп Кенедија. Космонаути Нил Армстронг, Едвин Олдрин, Майкл Колинс попели су се на врхове спектакуларне ракете прije 2 часа прije лансирања брода. Гигантска ракета Сатурн 5, која ќе тачно у 13 часова и 30 минута по хјустонском времено избацити Аполо 11 у свемиру, састаje се од 3 ступња. Први ступњан радиче 2 сата и 15 минута. Негове задатак да однесе брода sa површину земље. Други ступен радиче 8 сати 50 минута. Негов задатак да однесе брода у орбиту месеца. И треći ступен радиче 13 часова. Негов задатак е да спусти Аполо 11 на површину месеца. Ракета е кренула. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ракета е на врху лансирне рампе. Земја под нама дрти, драги гледалци. Све очи уперени су ракети. Ракета е променила правац, она иде према сунцу, не према месецу. Да, нели имаме доста современи поети. Добро. Последни години, пред тоа имавме една поезија по мене разбирлива, сега современава, може би многу ми ја разбират, јас нешто можда разбирам, ама многу не разбирам. Прочитав една песна од еден современ поет со наслов Камен. Камен на камен. Горе небото во земја, во камено дупка, во дупката вода. И бидејќи го познавам поетот, го замолив, ама насамо да не види некој, да не испаднеме дека не разбираме, го замолив со прости, поедноставни зборови да ми објасни што сака да каже со песнава. И еве што ми рече, цитирам: тргнувајќи од еклектицистички побуди и при ингеренција на дезинтегрирани, инкомпатибилни и детерпарирани чувства, а при дезалиенација на симплифицираното битие на словенската антитеза и хиперболата, како најекстравагантни суштински унифицирани инструменти и поими на исконски длабоката поетска реч, а при тоа апроксимирајќи го убиквитетот на Homo sapiensот како Homo sapiens при длабока инсуфициенција на Ratio criminis на абелардизираниот и апетерно инсуфицираниот Homo sapiens пациенцирано пристапив кон еден пароксимален и пасквилентен фикционализам на еден абелардизиран феноменоскоп. Ја му викам благодарам, пријателе, ништо не те разбирам, а тој рече: не ме разбираш кога немаш врска од символика. Значи поетска символика, човекот, мислеше. Ова јас го кажа пред многу години во универзална сала. Публиката го прифати со одушевување, со микрофонот отидов кај еден господин кој седеше во првиот ред и го прашам: господине, дали вие нешто разбравте? Тој вели: ништо не разбрав. А јас му викам: до кога кај нас овие што ништо не разбират, ќе седат у прв ред. Човекот стана, се наути, си отиде. После тоа, кога доаѓаше во универзална сала, прашуваше на врата: дали Војче настапува? Не, ај ќе влезаме. Значи имавме Никола Солдатов кој беше хит со неговите лапсуси и јас го прогласив за господин лапсус во Македонија, а во Југославија беше Младен Делич. Сега, еве 2-3 лапсуси нека бидат на Никола Солдатов, кој викаше: еве, драги гледачи, жолтиот му го покажа, црвениот го припремаше, уште нешто да речеше и него ќе му го извадеше. Напад на Вардар, Рингов до Панчев, овој пак до Рингов, она нашето, нати го, дај ми го.
Напад на Айндховен, Вандер Керко Вили, до Рене, овој пак до Вили. Тие се браќа близнаци, Рене е постар од Вили 3 години. И тогаш многу популарниот од Југославија Младен Делич, кој имаше илјадници лапсуси. Јас можев со него 1 час да настапувам само со него, а веќе издвоиме 3 негови по мене лапсуси. Коментира кошарка и вели: наши су нападо Кичановиќ, изврстан играч, прije 2 месеца постао е отац, браво Славничу. Као што се презимена данских играча завршавају на Н, Сорестен Јансен Тортенсен, тако се и презимена играча завршавају на Иќ, Џајич Шуријак Жумгул Облаклукетин. И во Југославија имаше една пејачка, тогаш многу популарна, се викаше Радојка Шверко, а имаше еден автомобилски ас, кој се викаше Џани Шверко, и многу мина од југословените мислиме дека се брат и сестра. Во разговор Младен Делич, Џани Шверко следува: са нама е Џани Шверко, Џани како е на точковима, па опасно и незаборавно. Џани како е ваша сестра Радојка Шверко, па она ми не е сестра. Штета Џани, штета. Да. По првите 3 со задоволство ги поставив анегдотите од моите студентски денови од Шумарскиот факултет. Првата е со мојата дипломска работа, која со задоволство отидов да ја пријавам кај мојот омилен професор Радослав Ризовски и мојот омилен предмет фитоценологија. Добар ден, професоре, дојдов да пријавам дипломска работа. Која ви е темата, колега? Праша професорот. Фитоценолошко, еколошки и биолошки приказ на флората и вегетацијата на јужните падини на планетата Утица, се извинувам, со аспект на влијанието на минатите геолошки епоки врз истите и картографски приказ. Па вели, колега, ви одбранивте? Однесете ја 10 оценка во студентски прашања, предадете ја и... Така беше на вистина? Така беше, па немаше да... Војче, кој фраер бил како се положува дипломски, а? Така беше. Други времиња. Втората беше неве други времиња. Тоа беше ретко си, затоа... Значи сега само треба да знаете како. Сите времења си носат своји моменти на живење, но тоа беше така. И втората случка е од предметот ловство, исто така мој омилен предмет, кај исто така мој омилен професор Борис Трпков, татко на Синоличка Трпкова, нашата позната артистка. Предмет ловство познат по тоа што, професорот познат по тоа што 10 и ретко даваше. Значи 10 вели треба или да знаеш колку мене или повеќе од мене. Тој факт јас го знаев, стигнавме до 9, вели Војче 9, дали одиме на 10. А јас му одговорив со речникот на предметот ловство и му реков: професоре, поради слаба популација десетките се трајно забранети. Така да. Добивте 10-ка или не? 10-ка, но професорот до неговото пензионирање ова го раскажуваше како случка од неговите професорски денови. Значи ме запамтил. Да, и сега се поздравуваме кога видам ја некој од неговата фамилија и он преку други мои пријатели ме поздравува. И третата анегдота од книгата за вашите гледачи. Пред исто така 7-8 години гостував во една наша телевизија, утринска програма. 15 минути беше гостувањето, во 15-та минута на водителот му велам: за тебе и за гледачите на нашата телевизија ќе ја изрецитирам мојата омилена песна Заминувам. Станав, го напуштив студиото, ја напуштив телевизијата и се отидов дома. Не знам водителот како ја одјави моето гостување кој беше пред крај на емисијата. Отидов дома со убаво чувство. Вечерта на истата телевизија имаше контактна емисија со учество на гледачи. Водителот вели: кој ни се јавува? Гледач од Струга. Што ќе ги прашате нашите гости? Вели: немам прашање за гостите, ме им се бајле што за мене дали се вратил